Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам можност да разговарам со господинот Љубе Чаловски, архитект, но и ликовен творец. Па, моето прво прашање за вечерашниот гостин Љубе Чаловски ќе биде поврзано со неговото родно место, со Галичник. Родени сте во 1949 година, според мене, во едно од најубавите македонски места, ајде да не велам села, бидејќи Галичник не е само село, изгледа како мало градче со својот урбанистички изглед. Ајде малку да се навратиме на твоето детство, на Галичник, од твоето детство, но и на Галичник сега. Па ќе ни кажете дали го посетувате, колку често го посетувате, одите ли таму, зашто голема привилегија е да си роден во Галичник. Јас сум роден во Галичник, татко ми беше раководител во стопанството. Така? Во Галичник и летно време бевме во Галичник, а зимно време одевме во Градско. Заради стоката, овците се преселува. Така. Преселбата на добитокот. Зимното време го проаѓа во Црвени брегови, на јужниот дел од Македонија, и ние живеевме во Градско. Во Градско. Ова е многу интересно. Неизбришиви се спомените од детството за родниот Галичник. Така? Нашиот престој во Градско и почетокот на школувањето го започнавме во Градско. Значи, и после тоа татко ми со своите пријатели шулевци купуваат куќа на Битпазар и ние се преселуваме од Градско во Скопје, на Битпазар, на улица Борка Талевски, позади Саат Кула. Така, само да прашам. Тоа значи дека вие имавте две куќи во Галичник и во Црвени брегови? Во Градско? Црвени брегови добиваше татко ми куќа од стопанството. Од стопанството. А во Галичник живеевме во една голема куќа, тројца браќа. Татко ми се 5 браќа и 2 сестри. Така. Тројцата браќа живеа во големата куќа и пошто миграцијата го даде своето. Да, си го направи своето. Таа куќа, голема куќа на 3 спрата, значи со клет, со приземје и спрат, со 14 одаи. Сега е празна? Се сруши куќата, од проста причина што имаше некои подземни води, меѓутоа немаше кој да одржува, а тие се големи градби со сува камена зидарија и ако нема и тежина, кровот е со камени плочи што е голема тежина и ако не се одржува конструктивниот систем на објектот, тоа се урна, се руши. Јас потекнувам од Крушевско, од село Растојца и самиот констатирав едно правило, сега разговарам со архитект и сакам да ги разменам овие мои впечатоци, мои мислења, дека сите куќи што се срушија таму, што се урнаа поради крововите. Значи немаше кој да ги покрие добро, но денеска прв пат, по долго време, не сум размислувал порано, сватив дека не мора да се срушат куќите од покривот, туку може и од темелот, односно од живите води. Подземните вода на едното ќоше го ослаби носевиот зид, носечкиот зид. И до тоа дојде урнувањето. Тоа беше сред село над хотелот, тамо една прекрасна куќа, а исто така и на другите двајца Чичковци во непосредна близина, која има една од најубавите куќи во Галичник, тамо живееше Чичко ми Деспот и Методија, така. Заради не
одржување на објектот, за жал и таа се сруши. Значи, камените плочи со кои што се покриени тие куќи и самите се тие една тежина. Тоа се голем товар. Тоа е голем товар. Тоа не може да го носи. Кој што натежнува. Апсолутно. Сега, ајде да кажеме некои збори за Галичник. Одите ли сега таму, иако ја немате куќата? Не често, меѓутоа... Ама ве влече, ве врзува Галичник? Ние со мојот брат пред пандемијата и уназад повеќе години, секој викенд одевме во Галичник заради релаксирање и корените и тоа не влечеше нас, а тоа е најубавото место да поминете еден ден во Галичник како да сте биле 10 дена на одмор. Тоа е воздушна бања. Тоа е воздушна лековита. И уште нешто, вие таму го знаете секој уличе, секој сокаче, секое камче кај што се препнале и секое дрво каде што некогаш сте се скриле кога врнело или слично. Значи, тоа е родно огниште, родно место. И додека и последното жарче тлее во тоа огниште, вие ќе се греете на тоа огниште. Апсолутно. Сега сакам да им кажам на гледачите дека вашиот пат, како што кажавте пред малку, Галичник, па Градско, и после доаѓате во Скопје. Так. Доаѓате во Скопје, фактички во делот на Битпазар. На Битпазар. Кажавте. Сега во Скопје, тука го завршувате... Тука го почнав осмолетката во основното образование. Во Климент Охридски, во старата. Значи само сте родени во Галичник. Само сте. А овде во Скопје основното образование. Апсолутно. Значи прво осмолетката се запишавме во Климент Охридски, во старата машка гимназија Цветан Дибов. Така. И на моето основно образование професор по ликовна уметност беше легендариот Панов, професор, кој ја всади љубовта кон ликовната уметност. Цртањето. И еден цртеж на Хајдук Велко беше мој цртеж и тој го презентираше пред соучениците и на зиден весел. Тоа беше првиот мој, како се вика, убит на ликовен план. Меѓутоа, ние во тоа време сите и членувавме во Соколана. Така. Тоа се вика партизан, тоа спортско друштво. Спортисти. Го јакневте спортскиот дух. Апсолутно. Да. И не само што вежбавме како се вика, игравме фудбал, кошарка, ракомет, него исправи и Соколаната организираше и планинарски маршови. Така. Значи, еден чувен ракометар Ламбе организираше на водно, зимно време, еден планинарски поход до планинарски дом на водно. На водно горе. Зимата беше сурова, со голем снег. Кај крстот сега што викаме. Тогаш немаше крст. Немаше крст тогаш. И таа група од 60-тина членови на друштвото требаше во недела, а ја имав тогаш пето одление, бев многу млад. Дома ме праша каде ќе одиш во недела, ќе одам на водно со планинарското друштво. Ама тогаш имаше 50 сантими снег паднато на водно и таа група беа спортисти сите, јаки, снажни и Ламбе ја предводеше таа чета. Меѓутоа фати едно невреме, една меќава и јас останав последен. И некако групата ми избега. Ви се оддалечи. И при крајот на освојување на врвот, јас останав сам. Ви се измолкнаа сите. Сите избега. Порано пред тоа го слушав гласот на Ламбе, после се изгуби и да не беше светилката на планинарскиот дом, ја не можев да го најдам
патот. А тоа на врвот се стига до сртот на водно кое е провалија од другата страна. Од другата страна е и да не беше светилката на пленерскиот дом, таа ме спаси за да го најдам патот до пленерскиот дом. Сам стигнав. Добро. И во тоа време он се пребројува, Ламбеја пребројува групата и мене ме нема. И организира потрага од 5-6 души и пред да излезат од планинарскиот и да тргнат да ме барат, ја влегувам во планинарскиот. Вие се појавувате така. И тој беше пресреќен што стигнав сам и ги караше своите... А оваа случка ја раскажувате, сигурно е многу битна. Сега ќе ви кажам. Значи, и тој беше пресреќен, ама ме искара зашто не успеав да го пратам. Меѓутоа, у тоа време ние немавме опрема таква, а голем снег и така. И среќно заврши ова, односно јас успеав сам да се изборам со тоа невреме. И кога слеговме доле по пладнето, татко ме прашува како помина. А целите мокри со снег и така. Жива вода, утоп. И тој ми рече, па нели ти реков да не одиш. Меѓутоа, спортскиот дух во детето немаше препреки. Да, нема сила што може да го спречи. Нема сила. И во Смолетката, благодарение на професор Панов, ја добивме првата, како се вика, едуцирање, првата лекција за сликарството, која беше уште од детство вградено во мене. Значи, всушност вие забележувате дека имате дарба во основното училиште и, бидејќи сте галичанец, како што рековте пред малку, наоружан со спортска енергија и дух, подоцна продолжувате каде? Во Цреното училиште Никола Цветан Димов, рековте, но продолжувате на архитектонскиот факултет. Тоа е малце покасно. Моите соученици од Осмолетка, неколку души, решивме да одиме во средно техничко училиште кое беше актуелно. Така. И јас имав еден другар, Зоран Станкович, за жал починат. Он живееше во Пролече, на селбата Пролече, во тие стари згради. И запишавме прва година, а тоа е специализиран оддел, средното техничко, кој што во мојата фамилија немаше, татко ми беше службеник, браќата беа гимназијалци, никој немаше од таа струка, а таа струка бара малку помош и за да навлезете во совладување на градивото, материјал. И професорка по градижни конструкции ми беше моја прва братучетка Софија Стојанчевска. И пошто јас немав литература, немав часописи, и она секој пат ми забележуваше на програмите што ги работевме. И во втора година, едно попладне, јас одев кај мојот другар во Пролет, наседба Пролет, и снег имаше, и видов една барака, пишува Маврово проект. И ја 15-16 години момче. Што е ова? Сега викам ќе влезам тука. И ќе го побарам директор. И влегувам ја таму, секретарката ме праша кого барате. Викам директор. Градежна фирма. Градежна фирма, ама проектантска. Проектантска, јасно. И добро викај да го прашам. Да го прашам директорот, и она го праша. И вика нека влезе момчето. Тоа е... И што го прашавте? Што работите? Слушате. Тој ме праша каде одиш по снегов. Така. Викам директоре, јас сум од работничко семејство, учам техничко, меѓутоа немам ни часописи, ни литература, ни помагала никакви. И кога го видов вашава фирма, дојдов да ве замолам ако може да ми помогнете.
и нарача чај, вика испи го ти чајчево, а јас тоа е Јово Самарџич, мојот, како се вика, човек во кариерата кој ми го зацрта. Ве втурна во... И тој додека го пиев часот викна две архитектици, шефови на групи, архитекти, и еден статичар, и им вика, го гледате ли ова момче? Се што му треба, часописи, помагајте му, давајте литература, консултанции, се ќе му помагате. И јас, за жал, не успеав да му, од кога дипломирам, не успеав да му заблагодарам на човекот. Сите ми дадоа каталози, часописи, книги радост, и така. И првиот програм после средбата со Маврово проект беше прозори и колешките тие ми дадоа каталози од Словенија Лес, работилнички цртежи за програм кој се вика Прозор. И ја тој многу успешно го припреми програмот и го предавам на училиште и професорката ми вика, сега си подобар, ама уште треба и така натаму и така. И не случајно го кажувам ова. Добро, ма сте се снашле? Сега слушайте. Сега јас втора почнав да играм фудбал во Подсојуз со браќата и со децата од мало и спортиста и Да, паралелно. Во тоа време физичкото образование беше на голема цена и веќе втора, трета година станав солиден ученик, а четврта година ја завршив со помош на овие Маврово проект, направив најдобра матурска работа и ја завршив годината одлично. Браво. После тоа доаѓа уписот на факултет. На архитектонскиот факултет. Значи, веќе ја зацртавме. Одлично, ова сето претходно што го кажавте, и мене лично, а и на гледачите сигурно ни помогна да ја согледаме таа ваша професионална генеза. Всушност, таа се случила за време на вашето средно образование, што ретко сега се случува. Сега, јас, одам на факултет и работев во земјоделска задруга Радишани, таму немаше куќи, таму е аграрно. И за да запишеме семестар, требаше да го одработиш. Да. Нема родител да ти партиципирате. Многу 5 деца, мора самиот да се издржуваш, да заработиш. И сега, после тоа и бев и на базенот под Кале, работев као спасител, зашто бев успешен пливач, фудбалер. И работа и студирање. И работа и студирање. Така, да разбирам. Сега, за да можам понатака да студирам, јас бев вешт цртач и работев на конкурси со професорите, со Живко Поповски. Тоа сакав да спомнам во вашата биографија, соработувате со Живко Поповски, со Борис Чипан, со Александар Никојски, со Шојлевски и други. Тие беа мајстори на занајтот. Во нивните проекти, како соработник. Они ме земаа као соработник и као цртеш, и јас со нив израслав во еден чекор повеќе. Зашто нашата професија се учи како чирак, како калфа, па мајстор, па и така натака. Ме вративте во младоста, бидејќи јас лично, како вас, студирав, ама и работев. Работев во студентски збор, во Млад борец и го завршив факултетот и фактички, иако работев, ја сам се издржував. Па немаше друг. Да, и така и завршив, така и дипломирав. Последниот конкурс го работев со Александар Никојски. Добро. И работејќи до 12 ноќеска до 1, он ме праша, вика, дали зема ти дипломска работа? Да. Викам, не сум земал. Утре да дојдеш во кабинет кај мене да ти дам дипломска. И јас му велам, професоре, ако слушнеш Живко Поповски, дека кајваш, ќе ме кара. Вика, ти не се секире, дојди ти утре, и он мене ми дава една задача
универзална сала да проектирам на местото на геолошки завод. А тоа е Железничката улица со Бихачка на местото на таа локација. Так. И сега јас работам со него дење ноќе на конкурсот и он ме праша до кај си со дипломската. Утре да дојдеш на консултација, а ја немам ништо почнато. И ја поред тоа што користев литературата и имавме и библиотека на факултетот, так. И он ме советуваше да секој пат да бидам со часописот Домус, тоа е италијански часопис, на дизајн и архитектура. Так. И вечерта у библиотека седам, утре треба да одам на корекции, немам ништо направено. И еден часопис од Домусот беше отворен, кој сум го гледал со месеци, и го видов и ми дојде идеја. Добро. Викам, ова можам нешто од ова да направам. Да исползувам. И вечерта одам дома и некаде до 2 ноќта ја со дебел морив цртам, така направив една кроки скица. Да. Од срам дека утрената не носам ништо. Да не се оди со празни раце. И утрената одам на факултет и професор доаѓа околу 10-11, ајде вика сега горе у кабинет да пиеме кафе. И ја му викам, професоре, не сум го заслужил кафето. Ајде да пиеме кафе. А ја направив една кроки скица, ја носам и одиме горе и додека он нарачува кафе тамо, вика, дај да видам сега што си направил. Так. И му викам, професоре, ништо неам направено и ако ми дајте уште една недела, ќе спремам нешто. Имам само една скица. Не. Дај да видам што си. И го рашири озолито, таа хартијата. Така. И гледа во цртежот, гледа во мене. И молчи. И јас се препотив од срам. Се реков, ќе ме кара. Ја што ништо не си направил. Да. И после известно време, он ми вели, па ти си се убил од работа. Добро е. Како? А ја мислам се жали он. Добро е. Вика, одма оди туширај. Спреми ја дипломската. И не случајно ви го кажам. Да, зашто? Беше одушевен од концептот. Да. Јас го работев, ми помага и неколку колеги, и ја бранам дипломската работа. На дипломската работа и направив и макета, и многу успешен проект. Добро. Во тоа време авангарден. Да. А комисијата беа двајца повозрастни професори, Томич и Киријас и менторот мој Никујски. На одбрана на дипломската дојде мојата професорка од средно техничко со 5 професорки. Не сум ми кажал никому кога ќе дипломира, она доаѓа со букет цвеќе, со поклони и така натака. И јас триумфално ја одбранив дипломската. Да. И она ми приде, ме покани во друштвото нејзино и вика, ова е тој мој братучет, кој да не бев јас немаше да стане ова што е. О, браво. Вака, бидејќи емисијата е само 45 минути, ќе мораме малку побрзо да ги офатиме сите прашања. Ти со мене треба да направиш уште 5 емисии. Така, затоа сега ќе кажам за гледачите дека дипломирате во 1975 година на Архитектонскиот факултет во Скопје. И потоа работите во градежната фирма Пелагонија, иако ве прифатиле во Маврово како средошколец, ама вие се вработувате во градежната Јас земав стипендија од Пелагонија во средно училиште и на факултет. И затоа мораше да се запослиш тамо, иначе треба да ја вратиш. Да, и сега малку ќе протрчаме во некои работи за да дојдеме до вашите изложби, ова што го работите сега. Значи, работите како проект менаџер, како консултант, како проектант. И што е многу интересно, и затоа рипам и скокам за да дојдеме до ова прашање. Работите во Ирак, професионално, значи, како градежник, но и во Санкт Петерсбург,
Сибир, во Сибир, Горни Алтај, така, и голем е бројот на објектите на кои што сте работеле во земјава, значи во Македонија и во странство. Па ја ќе ве замолам, само да издвоите кои се тие позначајни објекти. Знам дека се многу, ама издвоите некои, како што пред малку издвоивте универзалната сама. Кога дипломирав ја, професорот Борис Чипан ми дава плик, така, како препорака, и јас со тој плик одам да се јавам во Пелагонија на работа и директорот на кадров сектор вика: леле, дојде конечно едно здраво момче за производство, за оператива. А ја му го давам пликот на директорот, вика: што е ова? Не знам, викам, деканот ми го даде. И он го отвара пликот и тамо пише: препорачуваме да кандидатот работи на студии и проектирање, заради тоа што работел на многу конкурси, има големо искуство до и ќе даде најголем придонес во таа област, во проектирање. А он вели: вие треба да носите пари за Пелагонија, треба да работите на објекти. Нас такви луѓе не во канцеларија. Не во канцеларија, не со на објекти, на терен. Со жени во проектантското. Така. И така почеа мојот пат во производството. Така. Сега да ви кажам, во земја. Кои тие објекти? Сега да ви кажам. По главните, не можеме. Значи, ја ќе ви кажам причинско-последичните работи, како ја ме номинира мене Пелагонија за настап на трудот, на берзата на светскиот труд. Добре. Значи, јас со 2 години стаж ги правев кула 11, кула 12 од градски зид, па Вардар увоз извоз на улица Македонија, па поштата во Тетово, па нова железничка станица од Кензо Танге проектирана, и тогаш доаѓа мојата понуда од секторот за странство. Успешен изоден пат. Така ме поканија тамо во сектор за странство и вика: ние ќе ти даеме задача на Ареско центарот во Бејрут. На 28 години. Така. Во Ирак. Во Бејрут, во Либан. Прво Либан. И значи јас се договаравме за условите и еден услов не исполнија и ја не го прифатив одењето во Бејрут. И затоа отидовте во Ирак. После 6 месеци пак ме поканија да настапам со првиот цивилен проект во Ирак, сите воени проекти беа. Тоа е детската конфекција во Мосул. И тоа е првиот голем објект кој јас ја работев со Герци, таа е швајцарско-германска кооперација за текстил. Добро. Многу успешен проект и го завршив во рекордно време. Добро. Па потоа доаѓа 946 проектот исто во Ирак. Добро. Тоа само како... Да ги нотираме. Тоа е сериозен проект од милиони долари. Па потоа во Сибир правев 2 хотела. Па во Санкт Петерсбург 2 резиденции за председател на Руска Федерација, па во Петрозаводск. И исто така, па доаѓа Ташкент, Одеса и така натака. И во земјава имам... Кој е во земјава тој објект со кој што сакате вака да го издвоите, се попадете? Сега да ви кажам, значи овие што ви ги кажав објекти, пред да заминам, ја го правив хотелот на Пелагонија во Охрид. Во Охрид, добро. Тоа е еден најубав објект, тоа е летниковец, тоа не е хотел. Прекрасен. Ама изведбата беше водена од мене, заради тоа што ја имав амбиција малку повеќе да работам како автор, а не како изведувач. И дадов сериозен придонес. А после тоа ми даваат, ме зима генералниот директор и во тоа време се доби проектот наводнување на Гостиварско-Тетовско поле. Добро. И ме зима директор, вика ќе одиме во Гостивар, викам, тоа е за хидраши и за статичари, не е за архитект. Тој изработувавте канал? Слушай, тие цело поле е со цевковод. Тоа беше ченки, граф, јаболки и сега и го завршувате. Не учествувам на тој проект. Него ме носи во кај председател на извршен совет. И му вика, што сакате Пелагонија да ви направи за ова што го добивме овој проект? И он му вика, па имаме една саат кула срушена
вика, ако може, тоа да ни ја направи. Да се обнови. Да се обнови. Да се реконструира. Реставрира. И он вика да, и го прашува председател, дали за 2 години додека трае ова ќе ја направите? Он вели за 2 месеца. А јас слушам, а не знам. Значи, ај вака да... И за 2 месеци ја направив таа садкула, реконструкција. Добро. Сега, повеќе објекти, со право се гордеете со сите тие што сте ги сработиле. Кажавте дека сте учествувале со познати универзитетски професори, проектанти, но вие продолжувате да објавувате ваши лични трудови, бидејќи сте веќе длабоко навлезени во архитектурата. Ама се случува нешто, плюс од сето ова, вие се определувате и за сликарството. Не случајно, вие кажав садкулат. Добро. Значи, директорот ми вика да појдем во Заводот за заштита на споменици. Добро. На Македонија. Вика да ти дадат проект за садкулата. Така. И тамо беше директорка Никујска, една архитектица која е вратена од Санкт Петербург, и она ми дава една папка со 4 ливчиња. И одам ја кај директор, вика дали може утре да почнеме со работа. Не, викам директор, немаме проект. Немам ништо. Он ги вика архитектите, статичарите за една недела да направите проектот. Добро. Значи, реконструкцијата е специјалност. Так. Значи, не секој може да работи на реставрација и реконструкција. За сликарството. Сега, директорката ми вика, пред да почнеш да работиш, да ми направиш слика како ќе изгледа. Така. Па викам, вие треба да ми дадете слика. Не обратно. Добро. И јас морав да направам цртеж. Така. Го имате? Само да го најдам еве го. Тоа е овај. Овај. Ајде. И јас ќе им го покажем и на гледачите, тој цртеж на садкулата. И она бараше, тоа беше срушена до тука. Да. И јас морав да ја нацртам. Над градбата. Да нацртам, за да ми дозволи да почнам да работам. Иначе не ми дозволуваше. А како ја нацртавте? Од каде видовте како треба да изгледа? Ми донесо една фотографија според и проектот што го имав. И така, значи јас од тогаш без моливот во рака и без блокот не одев никаде. Ниту на работа, ниту на летување, ниту на патување, секаде цртав. И создадовте голем број. Сега да ви кажам. Во Сибир, цртежи, добро. Во Сибир е најубавото место на земјинава топка е Јужен Сибир, кај што се преубави планини, Алтајски Алпи ги вика. Ние за Сибир мислиме дека е тоа само снегови и мразови. Снеговите се на север, ама на југот е. А на југот е како Канада што е, ама Канада е питома и урбанизирана, а тамо е диво. Така. Со високи брези, високи чемпреси, елки, тоа е убавина. И јас не можев да не насликам нешто, да не нацртам. И што цртавте? Пейсажи, архитектура, портрети. Одлично. И така во една прослава за 8 септември во хотелот кај што престојував ја во Биск, ги поканив директориве од инвеститор и дојде еден академски сликар. Добро. Кај јас му бев на негова изложба. И на една комода беа неколку цртежа од архитектура, од пейсаж и една елка со скршен врв и така натака. И он ме праша, вика, чиви се овие цртежи? Па вика, мој. Па како? Па кога имам време, ја викам, па вика, вие не знаете што па. Значи, првата, како се вика, импулс на ова, охраби и една директорка, гледајќи ги тие скици, ми вика, леле, колку емоции се вткаени во цртеж. Така. И од тогаш јас се враќам. И веќе почнавте да размислувате и за изложба? Не? Јас се враќам во Македонија и моите роднини и пријатели чекаат да видам што сум донесол. Ја носев од Мосул, од Багдад, цртежи и сега од Сибир. И во тоа време Дарко Марковиќ имаше изложба во
во Ману на народни носи. Он земал од Македонија, од Источна, од Јужна, и ги скенирал и направил во акварел, ама тој беше перфектен цртач. И сега ние ја видовме таа изложба и после тоа отидовме у кафич и пријателите мои вика: Љубе, ти за Дарко Марковиќ си како Ван Гог. Он е перфекциониста, а ти си груб, црташ така како што црташ. И вика: ќе отвориш изложба. Ако не отвориш, ние ќе ти ја земеме папката и ќе отвориш. Тие ве натера, не вие лично. Сега ја работев, ја правев пивара, така, халата и упремната зграда за пиво и кока-кола во Лиминки. Добро. Работев за Житолукс, работев за Газела, за големи многу објекти. Фирми. Така. Големи, за пошта, сите објекти на пошта. И сега викам, ја не знам како се отвора изложба. И одам кај директорката од пивара, викам, треба да отворам изложба. Одлично. Да имаме ние таква соработник да отвора изложба, се ќе ти организира. Нема проблем, да. Во Ферспет одам, исто. Директорката ми вика: па отварај, вика. Вика, ќе одиш во тоа ателје, ќе ти, еве ти визит карта, ќе ти ги урамат сликите и све. Да. И промотор беше, јас го поканив Живко Попов, деканот на архитектура. Ама он ме услови, вика, со здравието не беше добро, вика, ако биде во салонот на Длум, на Кеј, ќе ти ја отварам. Ако е на друго место, не. И во тоа време се искомплицира, Коле Манев беше председател на управен одбор, вика: Љубе не е член на Длум, не може. Ама после се сложи и ја отворивме таму изложбата и промотор ми беше Живко Поповски, деканот на архитектонски факултет, со кој ја долго години работев, и Тодор Чаловски, поетот. Колегата мој, наш писател. И така тргаат изложбите, па во Кавадарци. Тоа ви е првата изложба овде во Скопје. После во Кавадарци. Втората е во Кавадарци, третата е во Куманово, во Трајко Прокопиев културниот центар. Па сега четвртата е во Галерија 8 во Безистен. Добро. А зашто? Заради тоа што председателката на Длум ме замоли да излагам во Безистен. Добро. Од нивни причини и ја прифатив таа покана и таа беше четвртата, па потоа во Комората на овластени архитекти настапивме јас и синот со архитектура и со сликарство. Па потоа дојде пандемијата. И Галерија 8 ја водеше Шотаровски и ние сме во Карпош 4 таму, тој е во Карпош 3 кај Алуминка. Ме види и ми вика: дојди тука да пиеме кафе и да ајде, вика, да отвориме изложба. Пандемија, не идат, никој не влегува во кафичи. И ја му обеќав и отворивме изложбата. Добро. На општо задоволство ги поканивме моите сваќи од едниот син и од другиот син и се среќавам со архитект Джартов. Тој е 92 годишен човек. Да побрзаме малку да најавиме вашата нова изложба. И човекот ми вика: зашто не го поканив? И му покажав ја каталогот изложбата, вика: ја не сум видел полирична ликовна презентација. И ми вели: сега ќе одиме во Куманово после 20 години. Па после Куманово дојде Крива Паланка. Тоа ми беше чест зашто ме покани, а Крива Паланка беше град на културата за 2024. Новата изложба? Сега вака. Јас кога се планира? Кога ќе биде? Јас спремаме сега новата, за мене јубилејна изложба, 25 години од првата изложба. Каде ќе биде? Сега таа ќе биде пак во Крива Паланка, заради изложбениот павион и така, и јас се спремам за настап на таа јубила. И бидејќи се наближува крајот на емисијата, сакам уште да кажам дека вие во еден период од вашиот живот покрај архитектурата, покрај сликарството, бевте активен и во политиката, во општина Карпош, посебно, и она што, како последно моје прашање, е поврзано со романот што го пишувате. Значи, наскоро ќе ве
видиме, односно ќе ве читаме и како романсиер. Кратко кажете ни за што станува збор и тука ја завршуваме полека емисијата. Јас ја имав таа среќа да влезам во советот на општина Карпош и да ги поздравам моите сопартијци, односно соучесници, заради тоа што во тоа време се ценеше професијата и го имам тоа задоволство. Им требал архитект. Им требало и ја бе перјаница, да кажем, ги носев клучните. Ајде за Романов. Сега кратко. Приказнава за Романов е многу одамна, заради тоа што е тоа автобиографски роман, али посветен со професијата, значи мотото и целта на романот е реализацијата на проектите од технички ќе го има Ирак, ќе ја има Русија, односно Сибир и вашиот живот. Апсолутно. А јас уз тоа ги вткајувам, ги преплетувам со нормалните човечки судбини и настани уз таа приказка. Така, еве сега ќе ве замолам, бејќи сме на самиот крај од емисијата. Овде се вашите каталози од изложбите. На овој лист дани, еве еден фломастер, изберете си со кој боја сакате, со сината. Тука да ни се подпишете, значи Љубе Чаловски, а овде една ваша порака, една ваша мисла. А јас да кажам дека ми е многу драго што вечерва овдека напишете мислата. И кажете ни што пишувате, бидејќи ракописно пишувате, да не сгрешам во тоа што очитам. Ако животот е сон, ево не можам овој збор да го прочитам. Амбицијата. Амбицијата. Ако животот е сон, амбицијата, талентот и пасијата. Добро, и пасијата. Се јаве. Се реално, се јаве. Се јаве. Одлично. Ако живот, подпишете се скратено. Ако животот е сон, амбицијата, талентот и пасијата се јаве. Сакам со рака да ви честитам за сите архитектонски проекти, за сите објекти во кои што сте учествувале и убаво еве сега и јас и како и гледачите ќе знаеме кога ќе поминеме покрај некој од нив дека вие сте се вградиле во нив. Ви посакувам успешна јубилејна изложба и ви посакувам нов и читан роман. Да продолжите да создавате и да се гледаме во вакви и слични убави поводи. Благодарам. Благодарам за поканата и ги поздравувам гледачите на вашата телевизија. Благодариме и вие.